Добро вечер во 360 степени. Ова издание на емисијата е целосно посветено на последниот развој на настаните во безбедносно-разузнавачкиот сектор. Владата е во напредна фаза со подготовка на закон за спојување на безбедносно-разузнавачките служби. Сметаме дека тоа е национален интерес на Република Македонија. Според мене само политички мотиви. По 5 пропаднати тендери и 7 години заложби, собранието добигнува соба. Земјава сега има и закони и техника за заштита на класифицирани информации. But let me remind you at the most important, the third angle of this triangle of confidentiality, which is us, the people. Ова е уште потазе од 3 октомври. Вие правите селфи. Ова е градскиот комитет на ВМРО ДПМН во простории на улица Македонија во Скопје. Пораката е Скопје се буди. Јас не гледам партиска поддршка и позадина во овие слики. Интервју со Бојан Христовски, чие именување за директор на АНБ ја бранува јавноста. Да, малку подоцна во 360 степени ќе видите получасовно интервју со Бојан Христовски, кој неодамна беше именуван за директор на Агенцијата за национална безбедност. Зборуваме за редица теми, меѓу кои секако и за тоа дали со неговото именување е испочитуван духот на законот, кој бара директорот да не е член на политичка партија или член на органи и тела на политичка партија, а Христовски лани во февруари е назначен за председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМН, според неговите изјави во декември се отчленил од партијата, но во меѓувреме продолжил да објавува постови на социјалните мрежи со содржина која е во поддршка на владините или партиските активности. Да речеме, ова е една објава од 25 септември, пред помалку од еден месец. Вие заедно со Јане Мицевски, во позадина се гледа седиштето на ВМРО ДПМН, велите ја чуваме организацијата со државното знаме. Уште еден само пример ќе покажам па ќе коментираме. Ова е уште потазе од 3 октомври. Вие правите селфи. Ова е градскиот комитет на ВМРО ДПМН во простории на улица Македонија во Скопје. Пораката е Скопје се буди. Сега, ова се сепак некакви пораки во партиска функција и поддршка. Како го коментирате ова? Јас не гледам партиска поддршка и позадина во овие слики. Доколку сметав дека има, тие слики ќе ги избришев пред да бидам именуван директор. Тие слики се уште стојат на мојата Facebook страна. Полошо ќе беше, после ќе велевме директорот бришал слики. Па да, но пред да бидам директор, сигурно некој не знаел дека би бил директор и сигурно некој не правил анализа на мојата Facebook страна. Поради тоа и го тврдам ова. Видете, Што барате во градскиот комитет на ВМРО ДПМН? Тоа е блиц слика со моите пријатели, предходни соработници во градскиот комитет на ВМРО ДПМН, блиц слика на поминување. Неизбежна тема во разговорот со Бојан Христовски, кој интегрално ќе го видите малку подоцна, е најавеното спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Изработката на закон е почната, но досега во јавноста нема многу информации за тоа. Докаде е тој процес, кои се аргументите за и против на власта и на опозицијата, какви се ставовите на стратешките партнери? Од Владимир Мирчевски. Ова не е прва најава за спојување на надворешното разузнавање и домашните безбедност и контраразузнавање. Такви обиди имало неколку во минатото. Последно во 2010-та во времето на владењето на ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Но најавите денес на оваа влада на ВМРО ДПМН се најверојатно најсериозните досега. Планот и тоа е дел од програмата на оваа влада е Агенцијата за разузнавање и Агенцијата за национална безбедност да се спојат, да се фузионираат во една агенција. Мнозинството е расположено да ја поддржи иницијативата. Во е процес кој што трае веќе подолг временски период и сметаме дека тоа е национален интерес на Република Македонија. Опозицијата не само што не гледа потреба од вакво спојување, туку и стравува дека мотивите се сосема поинакви. Да се направи служба согласно очекувањата на политичката елита во моментот во државата. Дали власта е дефинитивно решена да ги спои агенциите или е подготвена да слушне и други аргументи?
Почитувани, ми представува посебна чест што како директор на Агенцијата за национална безбедност денес, на 1 септември 2019 година, можам да соопштам дека од денес Агенцијата започнува со својата редовна работа. Тоа беше пред околу 5 години кога со работа стартуваше новата Агенција за национална безбедност, институција една од двете покрај оперативно-техничката агенција, која со реформата на безбедносно-разузнавачкиот сектор произлезе од озногласената управа за безбедност и контраразузнавање. Денес, 5 години подоцна, ситуацијата е поинаква. АНБ како да се движи кон крајот на своето постоење. Новата влада е решена оваа институција, клучна во ланецот на националната безбедност, да ја спои со Агенцијата за разузнавање, организацијата задолжена за надворешно разузнавање и со тоа да се формира една единствена безбедносно-разузнавачка институција. Тоа е реформа која што на најголемиот дел од нашите сојузници во НАТО алијансата имаат направено. Проверката покажува дека значаен број членки на НАТО имаат една обединета институција, но и дека најмоćните држави во алијансата како САД, Велика Британија, Германија, Франција, Италија ги имаат поделено надворешното разузнавање и домашната безбедност во посебни агенции. Решение кое речиси 30 години е на сила во земјава од формирањето на Агенцијата за разузнавање во 1995 година. Прашањето е зошто токму сега, само 5 години по големата реформа, се иницира чекор што би донел концентрирање на моќ на едно место, особено имајќи го предвид травматичното искуство што земјава го имаше со злоупотребите на тајните служби. Потрагата на информациите дека веќе се работи на законско решение за спојување, прашавме во владата дали е почнат процесот на спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање, дали се консултирани НАТО, ЕУ и стратешкиот партнер САД, дали постапката ќе биде транспарентна и дали ќе биде вклучена експертската јавност и представници на граѓанскиот сектор. Станува збор за чувствителен процес од државно и стратешко значење кој се одвива во соработка со повеќе експерти од областа, но и во согласно со стратешките партнери на државата, тој мора да биде по исклучително високи НАТО стандарди и истиот се наоѓа во чувствителна фаза на планирање. Се работи за документ кој е државна тајна, а во моментот планот на владата е да се декласифицира и да се стави на увид на јавноста кога преку јавна дебата ќе се дојде до конечно решение. Од владата уверуваат дека се користат, како што велат, најдобрите практики од НАТО земјите и совети од експертите и искуствата кои процесот ќе го направат квалитетен и со одлични и посакувани резултати. Во една следна фаза, кога ќе бидат сите детали утврдени, ќе бидат и соопштени низ еден транспарентен процес за јавноста. Низ една подолга јавна расправа која ќе трае повеќе месеци и во која ќе сакаме да ги слушнеме реакциите и аргументираните мислења на пошироката јавност, но и да ги анализираме и евентуално прифатиме и експертските мислења од пошироката експертска јавност. Подготовките на овој процес мора да бидат транспарентни затоа што се работи за институција која ќе биде од високо стратешко значење за државата и во делот на разузнавањето и националната безбедност, но и во делот на борбата со високата и напредна корупција. Опозицијата, која 7 години беше на власт и во чиј мандат беше направена крупната реформа со укинувањето на УБК и поделбата на ингеренциите на ОТА и ЈНБ, не е уверена во добронамерноста на најавеното спојување. Освен тоа што го имаме прочитано како дел од најавите, програмата и така натаму, дека сакаат да дојде до спојување на 2, односно 3 служби според моите сознанија, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, нема никакви подетални анализи во однос на тоа што сакаме ние да постигнеме или ако се прави некаква реформа во безбедносно-разузнавачката заедница, да видиме на основа на што тоа ќе се прави. Ако погледнеме денеска, никој од нас како држава, тоа не го бара во моментот, ниту Европската Унија, ниту нашите стратешки партнери. Значи имаме, да кажеме, тајна реформа на тајните служби. Тоа е најлошиот модел. Знаете, ако имате реформа во безбедносниот сектор, која што реформа ќе помине низ една транспарентна и инклузивна постапка, тогаш и да не е доволно добра реформата, перцепцијата ќе биде дека имаме добра реформа. И обратно. Бидејќи процесот засега е обвиен со тајност, се обративме кај владеачкото мнозинство во парламентот.
Но и тие, исто како и опозицијата, немаат многу информации за тоа што владата конкретно презема околу овој проект. Од тоа што имам информации, законот е во напредна фаза, се прави начин на кој што има широки консултации во согласно со државите од НАТО, пред се со нашиот стратешки партнер, и дека во тој контекст се трудиме да направиме еден закон кој што на вистина ќе задоволува потребите на она што значи безбедна држава, каде што точно ќе се знае кој дел од разузнавањето, кој сектор го покрива, тоа ќе биде преку еден човек, една институција, и мислам дека овој процес ќе заврши за скоро време и тогаш владата ќе ги декласифицира сите овие работи, ќе дојдат во Собранието на Република Македонија, каде што ќе можеме повторно да направиме уште една широка дебата со цел да имаме многу добар закон, бидејќи тој закон мора да биде нешто со кое што Македонија ќе се гордее во следниот период. 360 степени побара став и од клучните партнери на Северна Македонија во оваа сфера. САД, Европската Унија и Велика Британија кои инвестираа во професионализација на службите. Од Унијата очекуваат инклузивен процес. Какви било реформи во оваа област бараат широк политички консензус, консултации со главните чинители и транспарентност. Треба да се почитуваат најдобрите практики и стандарди на Европската Унија. Тие вклучуваат дефинирање на јасен мандат, функционални демократски механизми за надзор и заштитни мерки против злоупотреба на човековите права. За американската амбасада клучен е интересот на граѓаните. Владините институции треба ефективно да им служат на граѓаните на земјата во која било структура или форма. Предложената консолидација треба да се мери според тоа фундаментално очекување. Народот на Северна Македонија не заслужува ништо помалку. Од британската амбасада пак ги нагласуваат стандардите на Северноатлантската алијанса. Северна Македонија е суверена земја и одлуката за промени во безбедносните институции во согласност со локалните закони е на владата на Северна Македонија. Како сојузници во НАТО, сите сме обврзани да се придржуваме до стандардите на НАТО за професионализам, демократски надзор и институционален интегритет. Обединетото кралство е силен партнер и сојузник на Северна Македонија во НАТО и ќе продолжиме да работиме заедно на безбедноста, стабилноста и просперитетот на двете земји. Заедничко во одговорите од трите амбасади е дека при потенцијално спојување на агенциите мора да се внимава на начинот на кој ќе се направи тоа, стандардите на НАТО и контролните механизми. Од опозицијата потсетуваат дека при реформата по масовното незаконско прислушување се водеше сметка за дисперзија на моќта, а дека со спојување ќе се случи обратен процес. Ако сме имале состојба некаде околу 26-7 години во кое што службата постојано била злоупотребувана заради политички пред се интереси, па ако сакате и лични. Ова не смее да биде основа од сега ние да се враќаме повторно назад, заради тоа што има некаква си нетрпеливост кон службите и така натаму. Најверојатно аргументот кој што власта ќе го соопшти тоа е дека да ќе имаме економичност во работењето, што како аргумент не знам дали до крај може да обстои, заради тоа што прво да се запрашаме каде се просторните услови за работа на таа служба. Второ, неизвестноста во која што ќе се најдат професионалците кои што работат во овие агенции токму во овој период, кога вие најавувате реформа на службата, а не знаеме јасни насоки за тоа како би се направила таа реформа, се јавува една неизвестност која што не ги насочува професионалците да работат кон заштита на државните и националните интереси, туку веќе размислуваат за тоа каде тие ќе се најдат во моментот при реформа на ваква служба. И на крајот и најважното е концентрацијата на моќ. Клучната работа за реформа на службата во минатиот период беше да направиме се да нема толку концентрација на моќ во една фигура. Кај мнозинството веруваат дека грешките нема да се повторат иако се согласуваат за ризиците што ги носи концентрирањето моќ. Може да се гледа и така, но со широки консултации сметаме дека ова е вистинскиот начин на реформа на безбедносниот систем. Сметаме дека во следниот период ќе покажеме дека
и се надевам дека тоа мора да се случи, дека сте грешки од изминатиот период се научени, дека лекциите се неколку пати повторени и мислам дека такво нешто никогаш повеќе, таков срам не сме да се случи на Република Македонија, како што беше во изминатиот период. Друг аспект од прашањето на концентрација на моќ во една фигура што би го донело обединувањето на двете институции е фактот дека во постоечкиот разузнавачки систем АНБ е под владата, а Агенцијата за разузнавање е под шефот на државата. Зошто претседателот би се откажал од ваквите ингеренции со создавањето на една супер агенција? За темата побаравме став од кабинетот на Гордана Силјановска-Давкова, но не добивме. Одговорот дојде од премиерот кој кажа дека претседателката е информирана и дека е во контакт со неа за ова прашање. Сме биле во комунизм, сме го разговарале ова и апсолутно ова е резултат на потреба како реформа, не затоа што некој има сега лична фрустрација па ќе спојува агенција. Мицкоски вели и дека како урнек се земаат членки на НАТО кај кои функционира моделот на една безбедносно разузнавачка агенција. Таков е случајот со Хрватска која ја има СОА. Незиниот поранешен директор Драган Лозанчич, анализирајќи ја најавата за спојување на двете служби кај нас, вели секоја одлука мора добро да се осмисли. Што се тиче Северне Македонije, to je nešto što bilo bi dobro da se odluka o tome unapred dobro razmotri, da se prispitaju što je cilj takve odluke, a i koji su rizici i na kraju kako to provesti ako se odlučite spojiti vanjsku i unutarnju službu. Morate biti svjesni da kao i svako ujedinjenje organizacije ima niz izazova, organizacijskih izazova od onih najosnovnijih možda, gdje su to možda dvije različite organizacijske kulture koje sad spajate u jednu, do onih najosnovnijih pitanja od administrativne i logističke potpore. Tako da ima niz stvari koje se trebaju uzeti u obzir i dobro pripremiti teren i iskomunicirati to sa javnosti prije nego što bi se takva jedna odluka donijela. Во текот на продуцирањето на оваа сторија дојде информацијата за смена во врвот на Агенцијата за национална безбедност. На местото на Зарко Милошевски седна Бојан Христовски, човек кој пред само еден месец во објава на Facebook ја погреба АНБ. Според текот на настаните, Христовски многу веројатно ќе испадне во право. Остануваме во истата област, безбедност и разузнавање. Кога има политичка волја, помагаат и странците, шансите да се заврши некоја работа во земјава е поголема. Но и тогаш не оди брзо. Беа потребни 7 години откако партиите се согласија дека во собранието треба да се изгради така наречена заштитена или глува соба. Зоран Јовановски, зошто е потребна и зошто мораше толку да се чека? 360 степени веќе имаше пристап во просториите за заштитената или така наречена глува соба во собранието. Но тоа беше во септември 2022 година, кога изградбата не беше ниту почната. Ова се тие неколку простории кои што треба да се спојат, да се изведе еден минимален градежен зафат и тоа би требало да представува таа глува соба која што ќе биде единствена во Македонија со највисоко ниво на заштита за информациите. Тој, како што пратеникот Пренџов го нарече минимален градежен зафат, до таа 2022 година зад себе веќе имаше 4 пропаднати тендери. Проблемот се чини беше во парите. На првите 2 тендера, кога собранието имаше планирано 340.000 евра за набавката, не се јави ниту една фирма. Потоа парламентот ја крена проценетата вредност на 520.000 евра. Се пријавија заинтересирани, но понудите им беа повисоки. Тендерот кој успеа и со кој се изгради собата беше 6ти по ред. Работата ја заврши фабрика Карпош АД Скопје за околу 640.000 евра со ДДВ, речиси двојно повеќе од првично планираното. Објектот беше пуштен во употреба оваа недела. Што е глува соба и зошто е важна? Станува збор за објект кој е целосно изолиран од околината, во кој не можат да продрат уреди за прислушување и во кој се складирани податоци до кои не може да се дојде на друг начин, освен физички да се влезе во собата. Во случајот на земјава, опремата ја купија меѓународните партнери и таа стоеше по магацини, додека собранието се мачеше да најде изведувач за градежните работи. Кога се отвори собата во понеделникот, не само телефоните и камерите, туку новинарите не смеја да носат ниту тефтер и пенкало со нив.
Така ќе биде и со оние што тука ќе одржуваат состаноци за да работат со класифицирани и чувствителни информации, како што налагаат стандардите на НАТО и Европската Унија. Собата се наоѓа во подрумот на собранието. Во нејзината изградба се користени напредни технолошки мерки, а просторот е изграден со материјали што спречуваат неовластено следење и прислушување. Заштитената соба ќе може да ја користат пратениците што имаат соодветен безбедносен сертификат. Например, во неја ќе може да се одржуваат состаноци на членовите на Собраниската комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. На тие состаноци, ако е потребно и ако бидат повикани, ќе можат да присуствуваат и луѓе од надвор, секако ако поседуваат безбедносен сертификат. Ако тоа го одобри собранието, во заштитената соба ќе може да се среќаваат и луѓе од безбедносно-разузнавачките институции, како МВР, АНБ и слично. Свеченото пуштање во употреба се случи во присуство на пратеници, амбасадори, директори на институции од безбедносно-разузнавачкиот систем. Заштитената соба е заеднички проект на Собранието и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ, организација која со години работи на пошироката реформа на овој систем во државата. Оваа соба нека биде символ на нашите колективни напори и заеднички вредности. Тоа е повеќе од само безбедносен објект. Тоа е гаранција за демократскиот процес, место каде што може да се водат критични и критички разговори, без страф од компромитација, обезбедувајќи одлуките за национална безбедност да се носат во средина на доверба и доверливост. Процедурите беа завршени во мандатите на претходниот председател на Собранието Талат Џафери, а на отворањето му дојде ред сега кога прв човек на парламентот е Африм Гаши. Уверен сум дека изградбата на оваа соба и исполнувањето на строгите критериуми ќе ја зголеми довербата на граѓаните во Собранието и ќе ја подобри оценката и перцепцијата, особено имајќи во предвид дека за да се операционализира заштитената соба, потребно беше да се исполнат сите стандарди и безбедносни протоколи неопходни за нејзина акредитација. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, Никола Мицевски, вели дека проектот има широка цел. Евроатлантската интеграција на нашата земја подразбира и темелни реформи во безбедносно-разузнавачниот сектор, во институциите кои што вршат надзор и контрола, што подразбира и зајакнување на капацитетите за надзор на самото собрание. Изградбата на собата треба да создаде услови за остварување на ефективниот парламентарниот надзор над безбедносните служби. Координаторот на пратеничката група на СДСМ и поранешен министер за внатрешни работи Оливер Спасовски го нагласува демократскиот аспект. Секако дека ова е процес кој што допринесе заеднички да покажеме дека за нас најважно е колку повеќе ќе ги градиме демократски институциите во државата, а на тој начин ќе обезбедиме простор и можност за јакнење и зачувување на човековите слободи и права. Акредитација на заштитената соба извршила Дирекцијата за заштита на класифицирани информации. Според директорот Стојан Славески, имплементирани се највисоките стандарди. Тоа значеше градежно приуредување на доделените простории, вградување на така наречен Фарадеев кафес со кој ќе се спречи неконтролирано електромагнетно зрачење, набавка на темпес опрема од највисок стандард, ниво А, набавка на уред за криптозаштита, поставување на филтри на електрична и вентилационата мрежа, набавка на сертифицирани безбедносни сефи, поставување на сертифицирани безбедносни врати, инсталирање на систем за видеонадзор, поставување на систем за детекција на натрапници, поставување на систем за контролиран пристап врз основа на биометриски податоци, како и развој на процедури за постапување на персоналот по разни ситуации. Голем придонес за реализацијата на проектот имал словенечкиот парламент, чии водство и експертиза биле клучни за изградба на заштитената соба. Last December, I had the pleasure of hosting a study visit from Sobranie, during which we presented the work of our commission. Such contacts deepen the bonds of friendship between our two countries, and just as importantly, between our two parliaments. I would also like to acknowledge the excellent cooperation between our parliamentary staff
and the invaluable support provided by the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Поддршка за овој проект доаѓа од уште еден центар во Словенија, канцеларијата на ДИКАВ во Љубљана. Let us all remind that the protection of the state secrets or confidentiality is actually a kind of a triangle or shape. You know, it's triangular shape which is composed of three main components. First component, it most of all, and one of initial that each and every country first built, is the legal basis for the protection of confidential data, and this is done in Macedonia a long time ago. The second angle of this triangle would be the technical one, which you actually achieved quite significantly today. But let me remind you the most important, the third angle of this triangle of confidentiality, which is us, the people, you know. Донатори во овој реформски процес се Европската Унија, Швајцарија, Шведска и Холандија. Швајцарската амбасадорка Вероник Улман рече дека целта е да се воспостави транспарентен и отчетен безбедносен сектор. Oversight is not just a procedural necessity. It is a fundamental safeguard for freedom, justice and the rule of law. It ensures that intelligence and security services operate within their mandate and serve the interests of the citizens and not only of the state. The DCAF program works to improve the regulatory framework, to create a conducive policy-making environment, and to build capacities of key institutions. По сите перипетии, државата направи уште еден чекор во исполнувањето на меѓународните стандарди за заштита на тајните информации. Патот сепак има уште многу за одење. Во ова тематско издание на 360 степени следува интервју со Бојан Христовски, чие именување за директор на Агенцијата за национална безбедност предизвикува противречни реакции во јавноста, пред се поради ангажманот во ВМРО ДПМН. Да го видиме. Господине Христовски, благодарам за ова интервју. Благодарам што дојдовте и за можноста да бидам дел од вашата емисија. Колку со вашето именување за директор на Агенцијата за национална безбедност е испочитуван, јас ќе искористам една фраза, духот на законот за АНБ, кој вели дека директор не треба да биде член на политичка партија или член на органи и тела на политичката партија. Законот е тој. Донесен е во 2019 година со изгласување од страна на двотретинско мнозинство во нашиот парламент. Најпрво и најважно за мене е законот да биде почитуван како од мене, така и од сите вработени во агенцијата. И сите други учесници во системот кои што треба да го почитуваат законот. Факт и уште една работа е дека веќе година дена или откако се вратив, односно пред да бидам вратен во Министерството за внатрешни работи, со моја официјална изјава за повлекување од членство и секаква друга припадност кон партиските структури, се повлеков од ВМРО ДПМН и од тогаш па нааму немам апсолутно никакви партиски, политички активности. Но треба да се запрашуваме за уште една работа. Доколку кај мене случајот е една година од повлекувањето сум именуван за директор од страна на владата, во случаите на претходните два директори немаше поминато ниту еден ден од нивните политички или партиски активности. Па дури се Зарко Милошевски бил партиски активист? Дури се сомневам и дека во текот и на нивното работење биле под политичко влијание, кое што истото го пренесувале во вид на притисок на вработени во службата. Тие сомневања и индици ќе бидат дополнително проверени следниот период. Ова и на Зарко Милошевски се однесува? Да, се однесува и за Зарко Милошевски, но видете, некогаш, како што и вие кажувате, ако не зборуваме за легислативата, дали е некој член или не е член, доколку зборуваме за духот на позицијата и законот, кај што се поставува услов, нели поважно е за тоа дали некој има партиски влијанија од одредени политички моќници во државата. Тоа е и прашањето за духот на законот, ама дали, како да кажам, едно неправо може да се покрие со друго неправо.
дали вие оправдувањето за вашето именување, со оглед на вашиот партиски бекграунд, ќе зборуваме и за тоа кога сте се отчлениле и така натаму, што се случувало потоа, може да се покрие со тоа што сега вие ги обвинувате претходниците дека биле блиски. Мојата паралела, која што сакам да истакнам, е токму тоа дека покрај моето формално отчленување од партија е пропратено и со моја апсолутна политичка неактивност во изминатиот период, а посебно тоа ќе биде покажано на дело од првиот ден на моето именување, па во следниот период, а тоа владата, институциите и граѓаните ќе може да го видат на дела, а тие дела ќе бидат зачувување и подобрување на безбедносната состојба во државата, односно единствената надлежност за која што ја има агенцијата, внатрешната безбедност на државата. Ако за Виктор Димовски, бидејќи сега ги споменавте двајцата претходни директори, има информации дека бил дел и од структурите на СДСМ, за Зарко Милошевски такви информации немаше и тој во јавноста мислам дека е перцепиран како професионалец. Сомневањата кои што доаѓаат за претходниот директор не се однесуваат на негово членување и партиски активности во штабовите на претходната власт, туку се однесуваат за евентуални сомнежи и индиции за негово политичко влијание во рамките на Агенцијата за национална безбедност, што според мене е пострашно од членување во политичка партија и политички активности во рамките на партијата. Сега, вие велите дека во декември минатата година сте се отчлениле од ВМРО ДПМН, во февруари минатата година сте избран за, односно назначен за претседател на градскиот комитет. Во меѓувреме има трага на социјалните мрежи, на вашите постови за дел од објавите кои што ги имате објавувано. Ке дозволите да прокоментираме дел од нив и заедно во контекст на тоа дали тоа што формално сте се отчлениле значи и дека сте прекинале со активност која што била во функција на партијата. Да речеме, ова е една објава од 25 септември, пред помалку од еден месец. Вие заедно со Јане Мицевски, во позадина се гледа седиштето на ВМРО ДПМН, велите ја чуваме организацијата со државното знаме. Уште еден само пример ќе покажам па ќе коментираме. Ова е уште по тазе од 3 октомври. Вие правите селфи. Ова е градскиот комитет на ВМРО ДПМН во простории на улица Македонија во Скопје. Пораката е Скопје се буди. Сега ова се сепак некакви пораки во партиска функција и поддршка. Како го коментирате ова? Јас не гледам партиска поддршка и позадина во овие слики. Доколку сметав дека има, тие слики ќе ги избришев пред да бидам именуван директор. Тие слики се уште стојат на мојата Facebook страна. Полошо ќе беше, после ќе велевме директорот бришал слики. Па да, но пред да бидам директор, сигурно некој не знаел дека би бил директор и сигурно некој не правил анализа на мојата Facebook страна. Поради тоа и го тврдам ова. Видете, што барате во градскиот комитет на ВМРО ДПМН? Тоа е блиц слика со моите пријатели, предходни соработници во градскиот комитет на ВМРО ДПМН, блиц слика на поминување. Инаку тоа е штаб на градскиот комитет, но повеќе во изминатиот период беше граѓанска канцеларија, каде што многу граѓани има можност да влезат внатре и да разговараат со кој било член од партија или државен функционер. Тој беше и поентата на таа канцеларија. Инаку, дури од законски аспект, не постои никаде забрана за влез во партиски штаб. Забраната е за членување и партиски активизам и да се биде дел од партиските структури на која била политичка партија. СДСМ одржува пресконференции деновиве, ви бара оставка, се сомнева дека освен оваа одредба за тоа дека директорот на АНБ не треба да биде член на партија или член на органи на партија, не исполнувате и други одредби од законот, го споменуваат 5-годишниот стаж на раководна позиција, исто така сертификатот за познавање на англиски јазик. Во биографијата која ви се појави на веб страната на Факултетот за безбедност, и таа тема може би ќе допреме подоцна во разговорот, сте навеле дека имате TOEFL сертификат за англиски јазик од јазичното студио Јулија во Пловдив
Бугарија, според тврдењата на СДСМ, во Пловдив не постои воопшто центар за полагање TOEFL. Како го коментирате ова? Именувањето на директор со одлука на владата е реализирано во една сериозна и внимателна постапка. Ценејќи ги сите законски услови за именување на директор. Одговорно тврдам дека во целост ги исполнувам сите законски услови за именување на оваа позиција. Имам скоро 2 децениско искуство во безбедносниот сектор, од кој што околу 10 години раководен стаж од моето работење во Управата за безбедност и контраразузнавање и Министерството за внатрешни работи, започнувајќи од приправник до раководител на сектор, како и државен советник во кабинет на директор на Бирото за јавна безбедност и министер за внатрешни работи. Дневно политичките препукувања, односно изјави на политички партии, базирани на шпекулации и предпоставки, кои што, како што може да видам, завршуваат со големи прашалници, а не и тврдења, се показател за тоа што тие сакаат да направат. Тоа се дневно политички теми, базирани на политиканство, за кои што не би сакал да коментирам и да продолжувам понатаму. Бидејќи секој мој коментар и одговори на влегување би навлегло уште подлабоко во теми кои што не е потребно да се навлегува. Имам сертификат за познање на англиски јазик, како што е наведен во биографијата на Факултетот за безбедност. Може ли да ве прашам за TOEFL сертификатот? Зошто во Пловдив сте полагале, а не во Скопје, да речем? После ова интервју, доколку сакате, сметате и имате потреба тоа, ќе ви дадам документ кој што е издаден во 2019 година како регулатива од претходната власт за тоа за административно тестирање на вработени во државната администрација, кој што точно покажува кој вид на тест од трите светски јазици кои што се говорат и се потребни во државава, кој вид на тест и во која држава и во кој град може да се полага. Што е спротивно на, не би сакал да го коментирам, преди ќе ви кажа дека не би сакал да навлегувам, но ќе ви го давам документот и може да го објавите, да го видите. Тоа е официјален документ од не ми текна институцијата, не ми текна како се викаше. Агенција веројатно за администрација. Да. Предпоставувам. Тој тест е положен во 2022 година, а не е сега. И беше најбрз начин како да дојдам до таа диплома, бидејќи таму имаше отворен термин. Добро. Во однос на моето образование, имам завршено факултет за физичка култура, факултет за економски науки и сум магистар од областа на безбедноста, односно криминалистика и криминологија. Дали вториот факултет го завршувавте за да добиете асистентско место на факултетот за безбедност? Третиот факултет или не, економскиот факултет. Да, тоа е втора диплома, како да кажам, додипломски студии, втори. А инаку имате мастер, на факултетот за безбедност. Економскиот факултет го заврши во 2023 година, а ми е запишан години претходно и е диплома од факултет кој што е акредитиран и еднаш годишно се акредитира, меѓу другото, и од сите претходни власти. Тоа е на Универзитетот за туризам и бизнес. Универзитетот за туризам и менеджмент, или поново мислам дека е Универзитет Скопје. Добра, како се случи, бидејќи веќе го спомнавме тоа, во истиот ден, кога владата објави дека ве именува за директор на Агенцијата за национална безбедност, да се случи објавата на билтенот на Факултетот за безбедност, дека сте избран во асистент за криминалистички науки таму? Постапката на Факултетот за безбедност се уште не е завршена. По отворен јавен оглас за неколку асистентски и професорски места на Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, аплицирав пред неколку месеци. При што се отвори процедура за избор на рецензиони комисии за секое место посебно, каде што имаше повеќе апликанти. Постапката се уште не е завршена, наспроти објавите што ги видов по некои медиуми.
избран сум за асистент на факултетот. Предложен сте? Од страна на рецензиона комисија. Тоа се објавува во јавен гласник на универзитетот, што подоцна треба да биде потврдено или не потврдено од страна на наставно-научниот совет на факултетот, така да таа процедура не е завршена. Добро, од ДКСК тоа го видовте соопштија дека отвориле предмет по анонимна представка. Моето прашање во таа смисла би било, ќе соработувате ли со антикорупцијската комисија во таа постапка? Апсолутно, јас сум легалист, доколку тоа го видов вчера во медиумите, доколку стигне до мене барање за соработка или одговор, веднаш ќе одговорам. Иако претпоставам главните прашања ќе бидат до институцијата влада, која што практично ве именуваше. Секако, доколку стигне до мене, јас сум тука за соработка. Уште една тема која што се дебатира во јавноста е вашиот безбедносен сертификат. Во едно претходно интервју кажавте какво ниво на безбедносен сертификат поседувате, кое што според толкувањата е под нивото потребно за директор на АНБ. Зошто е тоа така и дали таа ситуација сега на почетокот ве ограничува во извршувањето на функцијата директор на агенцијата? Во моментов поседувам безбедносен сертификат од степен строго доверливо, кој што го имам добиено по моето враќање на работа во Министерството за внатрешни работи. Согласно Законот за класифицирани информации, безбедносен сертификат за одредена категорија на пристап до класифицирани информации се добива кога работникот или именуваното лице има потреба од пристап и ракување со одреден степен на класификација. Значи, не се бара и не се доделува сертификат за позиција која што е потенцијална, туку во моментот на поставување на одредена позиција, дали се работи за функционер или за инспектор во Министерство за внатрешни работи или за која било друга позиција во државата, барањето се прави и изработката на безбедносна проверка и изработка на сертификат по стапување на позиција. Во моментот ракувам со класифицирани информации од степенот на сертификат кој што го поседувам во моментот. Тоа е строго доверливо и ја опфаќа работата на околу 99% од информации кои што овие 5 дена стигнуваат до мене. Во случај кога до мене стигнува документ класифициран како државна тајна, секако тоа се стига по процедура согласно Закон за класифицирани информации во затворен плик, директно го пренасочувам кон во моментот актуелниот заменик министер во агенција, заменик директор во Агенцијата за национална безбедност, кој што поседува таков сертификат во период додека да го добијам јас мојот, бидејќи се уште е во процедура, истиот ги последува тие информации и ракува со нив. А што е разликата меѓу сертификат со ниво државна тајна и НАТО, да кажам, сертификат? Има ли, постои ли разлика? Државна тајна е национален сертификат за во рамки на тоа што се работи во државата, НАТО сертификат е за ракување со документи од меѓународни организации и документи по заштита на НАТО. Вам ви треба и таков сертификат? Да. Аплициравте за таков? Да. Аплицирав за сите потребни безбедносни сертификати кои што се потребни за извршувањето на мојата позиција. Тоа го направив првиот ден по моето доаѓање во агенцијата. До овој момент нема одговор, така? До овој момент нема одговор. Очекувам да биде тоа во најбрзо време. Добро. Владата не ги соопшти причините за разрешувањето на Зарко Милошевски. Вие на почетокот на овој разговор веќе зборувавте делумно. Дали тоа се главните причини според вашите информации за разрешувањето на Милошевски од оваа позиција? Не би можел да ги коментирам причините за разрешувањето на претходниот директор Зарко Милошевски во случајот за разрешување. Мислам дека тоа прашање треба да го упатите директно до Зарко Милошевски или до владата. Во меѓувреме јас можам да кажам дека понатаму во текот на моето работење, покрај тоа што ќе бидам насочен напред кон подобрување на условите за работа, професионализација на службата, во насока на тоа да станеме респектибилен партнер на меѓународната безбедносна заедница, ќе обрнам внимание и на тоа што се правило и во претходниот период. Не мислам само во периодот на Зарко Милошевски, туку и на повеќе директори во претходниот период.
согласно индиции за сомнежи за злоупотреба на службена положба, незаконско работење, политичко влијание кои што стигнуваат до мене. Сето тоа ќе биде проверено доколку најдеме факти, аргументи и докази за одредено незаконско работење, за тоа ќе биде известено надлежното обвинителство. Може ли да бидете објективен во тоа со оглед на партискиот бекграунд што го имате? Ниту смеам, ниту можам, ниту сакам, ниту ќе бидам политички ќе делувам во мојата работа во Агенцијата за националната безбедност. Тие кои што ме познаат, ме знаат дека сум професионалец и дека никогаш не ги мешам моите лични ставови, идеолошка определба, не партиска, идеолошка определба нагласувам во мојата работа. Точно знам да поделам што е тоа што е моje лично мислење, што е тоа што е работа, професионализам и работење по закон. Господине Христовски, да бидеме објективни, сепак сте именуван за директор поради тоа што премиерот имал доверба во вас, а ве знае веројатно по партиска линија, така? Со премиерот се познаваме повеќе години, имаме изградено меѓусебна доверба и сметам дека тоа е сосема нормално, бидејќи тоа е пример во сите европски земји, како и во Соединетите Американски држави. Веднаш по именувањето на нова влада, нов премиер или ново раководство на една држава, први за промена се директорите на безбедносните агенции. Околу односите со пријателските странски служби, сега во одредени кругови се зборува за тоа дека со оглед на тоа што реков, имате партиски бекграунд, дека е можно дел од нив да ја екскомуницираат нашата служба. Можно е такво нешто да се случи? Васко, мојот личен однос со нашите стратешки партнери, како и други безбедносни служби од западната хемисфера, датираат од многу одамна. Во текот на моето професионално усовршување, мојата работа во Управата за безбедност и контраразузнавање, сум поминал многу тренинзи и обуки во странски пријателски земји, како и во земјата. Учествував во многу работни групи, во многу проекти поврзани со безбедноста на оваа држава и како и во подобрување на соработката со останати безбедносни служби. Таа соработка, тие контакти ги користам и денеска, ќе ги користам и понатаму. Со во една реченица можам да кажам дека имам одлична соработка со нашите стратешки пријатели. Веќе воспоставивте таква соработка од оваа позиција? Да. Добро. Во претходното интервју зборувавте за тоа дека меѓу приоритетите ќе ви биде операционализирање на полиграфското тестирање за вработените. Моето прашање би било колку сметате дека тој метод е навистина веродостоен, колку е алатка на која што може да и се верува. Може ли таа да дава лажни резултати, некој да страда поради тоа што полиграфот или полиграфистот сгрешил? Не само што е алатка, и тоа кредибилна алатка за проверување на интегритетот, професионалноста, кредибилитетот на работниците во агенцијата, како и на информациите кои што тие ги споделуваат со агенцијата во текот на нивното работење, туку е и законски услов за вработување и работење во агенцијата. Како таков, тој законски услов го имаме и во Агенцијата за разузнавање, каде што еден од условите за вработување во истата е и поминато позитивно полиграфско тестирање. Тоа е алатка кој што се користи во сите современи безбедносни институции во светот. Велат дека таа не е 100% веродостојна. Дека има одреден, висок можеби процент на веродостојност, но тоа не е 100%. Сега тие 5, 6 ли се, 3 ли од 100 се, колку и да се, сепак се отстапување од целосна веродостојност. Пак ќе го повторам истото прашање, може ли некој да страда неосновано? Полиграфот, како услов и како алатка, е регулиран во Законот за национална безбедност. А таму е регулирано дека треба и веќе е направен подзаконски акт кој што го регулира во детали работењето, односно користењето на полиграф. Полиграфот како средство, односно машина, е 100% точен и не може да биде излажен. Клучен во тој процес, односно е клучна процедурата за тестирање,
како и полиграфистот кој што треба да биде добро обучен и искусен да го спроведува полиграфското тестирање. Пред известно време има вработено полиграфист во Агенцијата за национална безбедност, кој што ќе биде надополнет во наредниот период со нови вработени или вработени дел од постоечките вработени во агенцијата, кои што со помош на меѓународни конекции и поддршка ќе бидат соодветно обучени за да нема само еден, туку да бидат повеќе и целата таа постапка да биде непристрасна и професионална. И секако тоа знаете дека не може да биде доказ за на суд, но може да биде индиција за одредено незаконско, непрофесионално, неетичко однесување и работење во рамки на агенцијата, но доколку има во истата произлезат индиции за сторување на некој кривично дело, тоа не може да биде доказ, но може да биде индиција која што во соработка со соодветни државни органи за гонење на кривични дела и обвинителството секако би се постапувало и понатаму. Да, малку циничен да бидам, директорот на АНБ треба да биде подложен на полиграфско тестирање. Не актуелниот, генерално се зборувам. Тоа законот не го одредува, но зашто да не? Треба да земеме искуства од современи безбедносни системи и служби и да се види, да се направи анализа дали е тоа добро или не е добро. Според мене да, зашто да не? Ја би прифатил. Малку за најавената реформа во АНБ. Вие во пост на Facebook на 1 септември практично ќе ја погребете, ајде вака малку по-слободно да се изразам, АНБ, со тоа што велите нека е честит петтиот и последен роден ден на Агенцијата за национална безбедност, шупливите темели на формирањето на новата агенција во старт го зацртаа и краткиот рок на трајање, дојде време на темелни реформи и нов почеток. Зошто прифативте да бидете директор на нешто што е со шупливи темели и што очигледно и вие сами одвелите нема да трае многу долго? Бев разочаран како дел од УБК во тој период, но и во следните години, што ги видовме по реформите во наводници кои што се случија во 2019 година, бидејќи оваа држава имаше можност конечно еднаш за секојаш да направи една стабилна и професионална служба, но таа можност не ја искористи. Поради тоа го честитав петиот и последен роден ден на АНБ, односно согласно изјавите на премиерот Христијан Мицковски за потенцијално носење на нов закон во кој што би се споиле двете безбедносни служби. Значи, вие свесно прифативте да бидете привремен директор, така? За мене беше голем предизвик да направам се што можам во периодот кој што следува, без разлика дали ќе има спојување или нема да има спојување на тие две служби. Сакам веќе еднаш да прекине тоа непрофесионално однесување и политичко влијание во службата, без разлика дали ќе бидам тука еден месец или повеќе време. Имате амбиција да бидете директор на заедничката служба, ако тоа се истера во парламентот и помине? Васко, имам голем предизвик пред мене, имам многу работи за средување во оваа служба. Оваа служба е обезглавена, фали кадар. Изминативе години имам чувство дека е остајана да изумира, не јас да ја погребам. Фали многу кадров од аспект и на квантитет и на квалитет. Тоа ќе се обидам во наредниот период да го надополнам преку совесно и професионално работење кое што ќе овозможи да секој квалитетен кадар во Агенцијата за национална безбедност биде искористен максимално со сите негови компетенции. Ќе правите промени внатре во хиерархијата, во структурата подолу во агенцијата? Можам само кратко да искоментирам во однос на промените, бидејќи тоа е сепак еден класифициран дел од областа на работењето во АНБ. Да, планирам да правам промени, но сакам да им порачам на колегите да бидат спокојни дека сите што работеле во изминатиот период професионално, без разлика на нивните ставови идеолошки и размислувања приватни, никој нема да биде оштетен, напротив, ќе бидат наградени. А нови вработувања ќе има? Како и што најавив кај претходни твои колеги, уште еднаш би кажал дека сакам во наредниот период, односно ќе се обидам тоа да биде во текот на 2025 година, покрај
стандардното вработување без јавен оглас, што е нетранспарентно, но работењето на службата го налага тоа, бидејќи имаме специфични начини на работа. Сакам за прв пат во историјата на постојање на оваа држава и на оваа служба да иницирам, да направам вработување со јавен оглас, со што ќе прибереме барем еден мал дел од најдобрите, најкомпетентни кадри во државата, кога мислам на најдобри, мислам на инженери, на безбедњаци, на економисти, на правници и на сите останати кадри и потенцијали кои што оваа држава располага. Значи нема да има повеќе вработување во 4 очи, туку ќе има покрај таа можност за вработување без јавен оглас, ќе има и вработување со јавен оглас. И уште малку околу најавените промени во безбедносно-разузнавачкиот сектор и најавата за спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Вие знаете дека има и аргументи против тоа, да речеме, пред се околу новото концентрирање на моќ во една институција кај еден човек, кај првиот човек на таа институција. Може ли Македонија по траумите кои што и се случуваа, нели, со масовното незаконско прислушување претходно со другите случаи на злоупотреби на службата, да си дозволи такво нешто? Идејата на претходната реформа беше деконцентрација на моќта, така, на дисперзирање на моќта на повеќе други места. Да, јас бев дел од тој проект, се викаше Интелигенција или Intelligence, кој што започна во 2016 година по препораките на Прибе. Бев дел од еден владин проект, заеднички со повеќе безбедносно-разузнавачки институции од државата, заедно со Женевската ДКФ. Ние ја правевме анализата и ги дадовме моделите на развој и реформи на безбедносните служби, пошто се случи, нели, да се формира и новата агенција за национална безбедност и оперативно-техничката агенција. Има и позитивни, има и негативни страни, но би сакам да вака едно јавно прашање, за не мислите дека не е концентрација на моќ и самото постоење на АНБ како една служба? АНБ и Агенција за разузнавање се доволно моќни и сами по себе, ако веќе ја коментираме таа тема. Спојувањето би ги направиле малце помоќни во една служба, но клучен фактор за разбивање, условно кажам, на таа концентрација на моќ е квалитетниот, ефикасниот и во пракса функционален надзор над службите или на таа нова служба што би се направила. Тоа е, нели, граѓанскиот, експертскиот надзор, парламентарниот надзор. Сега има обид да профункционира. Значи, треба повеќе да се насочиме кон тоа, кон функционалност на надзорот над службите, а не на тоа дали ќе има концентрација на моќ или не. Доколку има добар надзор, не може да има концентрација на моќ, бидејќи законот за АНБ сега точно ги опишува процедурите и надлежностите на агенцијата. Се надевам дека доколку се донесе нов закон кој што меѓу другото ќе има, нели, фузирање на двете агенции, уште подетално ќе ги предвидува сите нели обврски, надлежности и одговорности на новата агенција. Во тој случај надзорните тела ќе може да си вршат работата, но треба да им се дозволи, а за да им се дозволи треба да имаат овластување дадени од парламентот. Доколку тоа се случи, нема да има повеќе никоја злоупотреба во таа служба. Ја додека сум тука, нема да ги чекам да ме побараат сите надзорни органи, јавно ги повикувам уште утре да дојдат и да извршат надзор таму каде што можат согласно нивните овластувања. Добро, ви благодарам за ова интервју и се надевам дека оваа институција ќе остане отворена кон медиумите и кон јавност. Благодарам и на вас, Воско. Се надевам дека покажав изминативе денови што е транспарентност, иако не планирав да одговарам на обвинувањата, сепак еве тука сум и ке вас, како и ке другите медиуми, но се надевам дека следниот пат ќе разговараме за реформи, за еднината, за безбедносна состојба во државата, за тероризмот, за светските трендови на загрозување на безбедноста и сето тоа ќе биде во една транспарентна атмосфера. Добро, се во свое време, како велат. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Гледавте интервју со директорот на АНБ. Во продолжение, новата саботажа.
Наспроти очекувањата, ретко кој освен Нептен најзаграните партиски приврзаници ги сваќаат како цинизам и иронија, како подбивање со вавилонската блудница споредбите што ги прави премиерот пред евробирократите. Немаше потреба тој толку нели да го фали преспанскиот договор, испадна дека го фали премногу. Во рете, можеби некој вели дека тој можеби беше и саркастичен, дека тој можеби и се шегуваше, но ја неам таков впечаток. Секој може да има своја импресија, но чудно е кога на сличен начин размислуваат и луѓето за кои се смета дека припаѓаат на истиот, ако не и на потврдокорниот табор. За советниците на Силјановска, Мицкоски, залудно си го губи времето. Ако што друго и бугарите и овие во Брисел, па и во Вашингтон да видат дека сепак имаме влада која што функционира по инакви основи. Да, ќе видат и толку. Мислиш дека ќе видат тоа? Ето, јас чисто се сомневам дека некој во Берлин, Париз, Брисел ќе се засекира толку многу и ќе кажат да, стварно вие имате аргументи. Истиот начин како што ЕУ не се јадосува од нашите аспирации, така и владата не се вознемирува од аргументите околу кадровската политика. Тоа што беше ветувано дека нема да биде случај, сега е само оправдување за собствените постапки. СДС ги партизираше службите, АНБ ја водеше партиски функционер. Виктор Димовски беше член на извршниот одбор на СДС, долги години беше во голем број партиски комисии и совети. Наместо професионалец, на чело на АНБ, власта поставува партиски човек, председател на градскиот комитет на ВМРО ДПМН и активен пропагонист на власта. Веројатно се мисли на пропагандист, но ако се зборува за активен протагонист на власта, тогаш невозможно е да се избегне клучниот компањон. Слабост му се знамињата, ама веќе не им се заканува на влен, туку директно му пркоси на председателот на владата. Ваква иконографија, кај мене во општина Куманово не може да се случи, веќе се работи по закон. Тоа што се случува во владата, треба да одговори премиерот, бидејќи тој е домаќин таму. Домакинлукот на Димитриевски е познат. Сепак неговите партнери од коалицијата велат дека со антиисточниот сентимент се заскриваат оттаму добиените одличија. Каракачанов, која беше вице-премиер, секоја недела даваше изјава за мене. А на еден друг политичар му даваше воени медали. И сега овој со воени медали на себе од Каракачанов е македонски патриот, а јас кој имам забрана за влез во Бугарија и сум во војна со Каракачанов, сум бугарски предадник. И на крај, за вечната битка за идентитетот. Дедо ми вака ми викаше сторе. Ја и баба ти кога се земавме, јас знаев дека она од словенско племе, а јас дека сум антички македонец. Меѓутоа, јас бев антички македонец, а баба ти не е од оние со цевчиња словени што се дојде, него она дојде со богдански автобус со редовна линија. Патот кон Брисел за сите води по познатите коридори. За Скопје има воредна линија. Мораше да се оди преку Охрид, Атина и Софија. А скоро може би и преку Белград и Тирана. Изгледа дека Македонија кружи околу самата себе. Толку за вечер. Пријатно.